во која што се поставени прашањата кои што не ни влегоа во овие три теми. Првата тема е автономија на УКИМ, транспарентност и отчетност во работењето. Едно прашање за сите кандидати со молба да бидете кратки и концизни до 2 минути. Не влечете, прво јас поставувам прашање. Така. Овој пат ќе почнеме од професорот Ташковски, за да го заокружиме кругот од обратна страна. Дали според вас УКИМ е слободен и независен универзитет? Дали сметате дека работењето на ректорот на УКИМ е транспарентно и отчетно? И доколку бидете избрани за ректор или ректорка, што ќе преземете за подобрување на транспарентноста и отчетноста во работењето? Добро, мислам дека одговор... Добро, мислам дека не е транспарентно и отчетно во делот во одредени делови. Сега не знам точно на што се мисли, меѓутоа мислам дека тука има можност за подобрување. Можност за подобрување има во делот на донесување на точни стратегии во однос на, односно не се точно стратегии, точно правила во однос на некои делови, пред се тука мислам во интегративните функции, правилникот за интегративни функции, во делот на оние 5%, во делот на комуникацијата, мислам дека таа не е отворена со единиците, таа иде многу тешко, деканите фактички извршуваат работата на она што е администрација, така да мислам дека немаме некоја добра комуникација. Исто така во делот на меѓународни проекти, мислам дека многу мора да се подобрат односите односно не постојат односи во таа канцеларија за меѓународна соработка. Тоа представува товар, она што ни нас главно е товар во работењето и имплементацијата на меѓународните проекти. Целиот ангажман се сведува на единицата, а она само кога ќе дојде исплатата, тогаш тоа се и не само се реализира сметководствено преку универзитетот. Тоа представува товар и ние немаме некоја информација во тој дел или ајде немаме помош во насока на како да се имплементираат тие проекти. Ние викаме на ФЕИ дека можеби и 10% ќе даваме, меѓутоа само да знаеме дека некој тие проекти правилно ќе ги имплементира. Така да мислам дека има многу, и тоа сум го навел, има многу можности за подобрување на таа комуникација што постои помеѓу ректоратот и единиците. Подадете го микрофонот на професорката Спасовска. Да одговорам ја? Одговорете. Сите одговараме на ова прашање. Се слуша така? Јас веќе и во моето излагање на почеток кажав дека ние стигнавме со автономијата само до УКИМ, а не внатре и во УКИМ. Значи, автономија значи, тоа беше почетокот на прашањето, така? Автономија. Автономија значи и автономија на секој професор да може јасно да каже со мисли и никогаш да не ја добие реченицата ако имаш различно мислење, значи си против мене. Не може еден универзитет да оди напред ако нема различни ставови и различни мислења и преку тие различни мислења и ставови да дојдеме до резултат. Дали имаме транспарентност и отчетност? Не сум баш сигурна дека имаме многу транспарентност и отчетност. Можеби затоа што ние како академска фела секогаш сакаме да биде подобро и подобро и подобро. Слушнавме дека не знаеме дали има повици или нема. Кога станува збор за финансиите, тоа е посебен дел за кој треба да зборуваме за транспарентност и отчетност. Веќе колегата го спомна ревизорот, што го немаме. Немаме механизми како се делат средствата по факултети и од интегративните, иако има правилници, и од буџетските средства, а и и како се делат плановите реално. Сега овде имаме повеќе декани или поранешни или сегашни. Се вели во завршната сметка се гледа, таму е се збирно. Се додека ние не видиме колку секој факултет секоја година зел од буџетските средства, како се реализирани плановите
на секој факултет. Да не доаѓаме во ситуација еден декан да се јавува на друг и да моли за ослободување на план. Мора да се воведе реален, мериторен систем, каде што ќе се носи буџет на УКИМ, така како што ќе се договорат единиците. Така како што ќе се договорат тие. Вака, ќе бидам краток и јасен. Доколку ја добијам довербата од академската заедница на УКИМ, првото што ќе биде направено, тоа ќе биде транспарентното работење. Споменав, не може 3 години оваа ректорска управа сега да нема внатрешен ревизор. Тоа не е вина само на еден човек или на првиот човек заедно со проректорите. Тоа е одговорност на целата ректорска управа, на сите што членуваат во нејз. Не може универзитетот да нема контролен механизам преку универзитетскиот совет. Тоа се основните механизми за контрола и тоа мора подитно да се воведе. Она кое што е важно, автономијата на секој поединец мора да биде запазена. И ние мораме да ги сослушаме оние кои што се нашите партнери во целата оваа работа, односно секој поединечно вработен во рамките на универзитетот. Она што јас го ветувам, дека ќе биде транспарентно, дека секоја завршна сметка ќе биде со ставки, со подставки и јасно, да не калкулираме со вредности, туку да се знае точно начинот на распределбата или користењето на финансиите во рамките на ректоратот, односно во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Да не се доведеме во ситуација пред избори некој да се дрзни и да си дозволи на различни институти, односно на различни факултети, како од рака да дава 1, 2, 3, 5 за различни инфраструктурни прашања. И она што морам да го кажам, тоа го споменав и Сабајлево, со оглед дека сум оформен како човек со семејство, јас јавно кажав дека се откажувам од ректорскиот додаток, ќе си ја задржам платата која што ми е на Машински факултет, ако е тоа возможно, ако не е возможно, тие средства ќе одат, бидејќи фамилиарно поддржуваме деца со посебни потреби, тие средства ќе одат токму таму. Благодарам. Професор Дуев? Малку го сменив на редот. Добро, јас ќе бидем конкретен. Јас, мојот став и во програмата стои дека без кадровска и финансиска автономија ние нема автономија. Значи, дали јас ќе бидам слободен во мојата реализација на прегнатна програма, ако јас не можам да имам современа опрема и за настава и за научни истражувања, јас немам висока автономија. Околу транспарентноста, јас морам да кажам дека транспарентност постои. Зошто? Бидејќи со новиот закон сами сте свесни дека сите одлуки се носат, значи веќе деканот и ректорот немаат улога како во минатиот закон, сите одлуки се носат на деканатската управа и на да кажеме на наставничкиот совет, а ректорот ги носи на ректорска управа на сенатот. Ние имаме значи програма за распредела на интегративните функции на универзитетот, кој што е донесена и ако ја разгледате, ќе забележите освен една дилема јас што имав дали да се плаќа конгресниот центар од оваа програма. Се е транспарентно, но каде е нетранспарентноста? Нетранспарентноста е затоа што во оваа програма што ние сме усвоили на ректорски сенат, пишува дека капитални трошоци од 12%. Значи, ако сме имале 32 милиона, тоа може да го видите, се е јавно објавено, имаме отворени финанси, може да ги проверите набавките, која е цена набавено, значи тука имаме веќе транспарентност. Каде е проблема? Што ние имаме, значи, сме требали да потрошиме 12%, а во 2021 имаме 310.000, што не е 12%, а оваа година 0. Значи, ние транспарентно сме донеле план, но нетранспарентно ги реализираме средствата. И второ, што е многу важно, например, капиталните инвестиции, јас верувам дека, еве, тука имаме представници од сите факултети и институти, кога да го прашаме, стари згради, на сите ни требаат средства. Но, значи, јас имам проекти за 60 милиона, ние имаме огромна зграда, треба кровот да го менуваме, елаборатот е околу 500.000 евра, заедно со филолошкиот. Но, каде е проблемот сега? Доделувањето на тие капитални инвестиции. Еве, да ви кажам еден парадокс. На Архитектонскиот факултет за 2021 и 2022 година му се доделени 16 милиона и 300 илјади денари. Во истата зграда на градежа 0. Ајде да претпоставиме дека некои факултети немаат кој да им направил апарат и проектна документација, ама сигурно градежниот има, така, сваќате. Значи, нетранспарентноста е во оној клучен дел, а инаку сето друго, одлуките,
Сето тоа е јавено на веб страниците и секаде може да ги проверите, но остануваат овие дилеми дали таа транспарентност се реализира во пракса. Благодарам. Професор Ајдински. Благодарам. Малку се прошири обемот сега, влеговме во финансии, во прашањето беше конкретно дали вас има слободен и независен универзитет и доколку бидат избрани за ректор, што ќе презимете за зборуваме за подобрување? ректоратот, така. Значи УКИМ не е толку слободен универзитет, не е транспарентно, не се донесуваат одлугите транспарентно, можеби тоа важи за факултетите, поаѓам од филозофскиот факултет, меѓутоа кај ректоратот, постои една голема конфузија. Не можеш едноставно да влезеш на веб страната и гледаш маса на богатство на некои бројки, извештаи и ништо не ти е јасно. Не е јасно, не се јасни ставките, не е јасно колкав е буџетот. Ја пред некој ден видов кај колешката Кристина податоци кои ни на крај памет, 30 години сум на УКИМ, не ми беше ни јасно како може да постои такво нешто во ставки за трошкови. Сега веќе ми е јасно, меѓутоа тоа ќе стане во пракса секојдневие. Може да влезеш слободно на веб страната, да видиш како се трошат средствата. Секој може да во иднина, се надевам и преку дигитализацијата, да праша и да добие толкување за некој правен документ. Знаете сега, било кој да праша за некоја правна регулатива, за некој правно толкување, не добива ништо буквално. Почнувајќи од генералниот секретар па надоле. Нема никако правно толкување. Секој треба, ако праша, да добие или на мейл, или во писмена форма, тоа треба да биде за неколку дена. Такво нешто нема. Нема ни финансиска автономија, меѓутоа финансиската автономија зависи пред се од државата и како ние што ќе бараме од државата. Добро, една информација од НАКС. Значи, јас не знам дали нашиот универзитет е заробен се уште, но дека е затворен, комплетно затворен. Еве, ќе носам еден куп документација овдека на преписките, кореспонденцијата меѓу НАКС и ректоратот. За тоа зборов. Значи, бараме пристап до јавни информации. Еден куп работи. Ми се чини само една имаме позитивна, кога баравме за висината на износите на функционалните додатоци на ректорот и проректорот на УКИМ, како додаток на нивните професорски плати и со која одлука биле последен пат регулирани овие функционални додатоци, при што се бара и копија од актот. И позитивно ни одговорија. Еве го позитивниот одговор. Месечниот износ на функционалниот додаток кој на ректорот и на проректорите им се исплаќа од буџетски средства преку МОН изнесува 25.820 денари бруто износ и околу 17.700 денари нето износ. Значи ние ги прашуваме едно, А тоа е друго и позитивно ни све е одговорат. нејасно. Гледаш само бројки кои не се јасни. И значи си играат со нашиот интелект. Значи ние сме професори, тие се професори. Не може да добиеш еден обичен податок. Неверојатно. И Информација. практично потоа имаме жалби до Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информација од јавен карактер. Морам да прочитам, дека нема да запамтам. Сите наши жалби се усвоени. Имаме постапки и многу се плашам за Билјана Фотиновска, која е одговорно лице во ректоратот за давање на податоци од јавен карактер, дека она не е всушност човекот што треба да ги дава. Некој кажува дали да ги дава или не ги дава, ама она е одговорното лице. И еве има прекршочна санкција против неа. И ние знаеме дека еден од ревизорите, и затоа нема ревизор, добил оставка. Така? Отказ. Не оставка, него отказ. И сега до кај ќе одиме? Ете, тоа е нашиот универзитет, транспарентност и се понатака. 2 минути. Проповелете. Еве да почнеме со транспарентност. Мојот додаток е 60.000 денари. За ректорот не знам. Ако моја прва, ме прашуваат стално новинарите што ќе биде мој прв чекор. Не може ректорот да има додаток поголем отколку една
основна плата на универзитетски професор, дури и помало од тоа. Многу кратко. Многу кратко. Морам затоа што во актите на синдикатот на УКИМ, кој што е усвоен во колективниот, тие додатоци уште се зголемуваат. Да. Ама тие не смеат, ама колективниот е усвоен. И ако тој профункционира од 1 јануари 2024 година, тие додатоци драстично поголеми ќе бидат. Ташковски. Мислам дека таму се дефинирани дека коефициентот е 3. Нема ли друг микрофон за Има Мислам дека е 3, не сум сигурен 100%, мислам дека коефициентот слушаме добро. коефициентот е 3 таму, така да тој е помоцен од ова што е сега. Така да Свои, туги, таму има разни ставки од кај може да се ама може да провери. добро, мислам, мене ме интересира само од кога ви ова информација. Па тоа што зборуваме се време, пак не е јасно. Ова со средствата, што е? Што сте ја добиле? Не јасно е, бе. Што сте ја добиле информацијата? Никој не Од кога е? Е, Да, датумот од кога е само. Е 9.7.2020 година. Добро. Тоа е претходно пред да се укинат оние функционални додатоци, ако давате свој, тогаш МОН не ви дава. Ова се тие што МОН што ги дава. Не сваќам, да. Виктор, сите одговоривме на прашањето. Пак не се знае нешто. Пак ништо не е јасно. Абе знаеме како знаеме, ја не ми е јасно мене. Па да. А тоа е друго прашање. Тоа е друго прашање. Друго прашање. Полека. Момент. Ќе замолам Маја да извлече едно од... Да, ти ќе бидеш Сузана. Првата тема автономија на УКИМ, транспарентност и отчетност, и оној кој што го напишал прашањето, нека го прочита, бидејќи понекогаш е проблематично да се разбере нечи ракопис. Иако ќе си го прочиташ. Постави го прашањето. Мислам дека Кога станува збор за транспарентност и отчетност, сакам да прашам дали ги имате транспарентен мери систем во поделба на авторските хонорари? Па за договорни услуги најчесто. Па за прековремена работа, за дополнителни активности, како тоа ќе го регулирате, по кои правилници? добро, сите ќе одговараат. Ќе почнеме од Ајдински, па потоа од оваа страна. Јас да кажам дека тоа ние се го регулираме со одлука за плати. Значи тоа поминува на деканатска управа и поминува на наставнички совет. Секако различни договорите за дело, знаете нели одбрана на магистерски, докторски студии, нешто се регулира со ректоратот. Значи главно кога доаѓа државна ревизија, тие тргнуваат одлуката за плати и дали е постапено според одлуката за плати. Значи договорите на дело ги регулираме сите како факултет. Мислам сите како наставници и таа одлука ја гледаат сите. Дали го знаат? Ако знаат, секој го чита некој. Да, тоа е видливо. Тоа сака ви да кажем така. Дека и кој бев декан на филозофски факултет, тоа беше јавно и транспарентно, сите го знае тоа. Меѓутоа најтрагично е што на УКИМ не го знаеме. И колка ви се таму хонорарите? Ја не сум видел некаде. А што ќе направите вие ако бидете избрани? Па ќе биде транспарентно, мора да го гледаат сите. Таман работа. Договор на дело по закон не е дозволено. Тоа е прва работа. Втора работа е дека може да има поделба на авторски хонорари, меѓутоа она што ние сме го практикувале кај нас на факултет, тоа било секогаш оној што работи одредена апликативна дејност, тие средства после задршките може да ги распределува со авторски хонорари. На ниво на ректорат, на ниво на УКИМ, сето тоа ќе биде согласно ветувам дека ќе биде согласно правилник кој што ќе биде донесен и кој што ќе биде регулиран на кого му следува. А ќе видиме на кого му следува. Во секој случај, она што да се надоврзаме што го кажа колешката Ристова, јас јавно кажав дека се откажувам од тој
ректорски додаток, доколку можам, а доколку законски следува од МОН, истиот ќе биде доделен на деца со посебни потреби. Од МОН веќе нема авторски додаток. Така укинате, не? Може би законот функционален додаток. Јас доаѓам од факултет каде што системот за авторски хонорари, независно дали доаѓаат од апликација или доаѓаат од меѓународни проекти, се строго дефинирани со одлуки. Најверојатно такви одлуки ќе мора да се донесат и на универзитетот. Мислам дека ги нема. Ете, јас како проректор велам, мислам дека ги нема. Значи, не може да се прават договори тет-а-тет за извршување на дадена работа и за користење на средства од интегративните или пак за користење на средства од икса и така натаму. Дури иксата може би треба целосно да се ослободи и да се даде пак да се врати кај студентите. Значи, тоа е исто механизам кој треба да се постави, но она што е најбитно, распределбата е многу значајна, но уште позначајно да се знае на кој начин, по кои правила, еднозначно за сите ќе се распределуваат средствата. Благодарам. Во однос на хонорарите, авторските хонорари, како што кажа проекторката, кај нас е тоа строго дефинирани во правилници, се знае за секоја работа колку следи, ако е како се тоа факултетски средства, се мери работата и за секоја работа се исплаќа и има дури лимит до кој што може за некоја стручна работа да се исплати. Тоа не се некои големи средства, веќе факултетот не располага со големи средства во однос на авторските хонорари и тоа е дефинирано. Оно што ќе си ги заработи, мислам има право за распределба. Исто тоа, таков правилник, сличен ќе биде донесен и на ниво науки, како во делот на администрација, така и во делот на апликацијата, меѓутоа главно таа се изведува на единиците. Значи во однос на административното работење, за оние комисии што се формираат, каде што и ние сме учествувале, јас сум бил 2 пати член на онаа комисија за самоеволација, мора да се утврдат точни мерки за секоја работа која што ќе биде стручна и извршена. Благодарам. Следно прашање? Уште за едно прашање, да. Затоа што сите Расположени се кандидатите. Вака прашање до секој од вас, дали ќе си дадете оставка доколку после 2 години од вашиот мандат ќе се покаже дека не сте реализирале ниту 50% од програмата. ќе може да почнеме од вас. Вака, пардон. Не после 2 години. Ако после 1 година не се имплементира дел од тоа кое што е кажано јавно, верувајте дека јас оставка веднаш ќе поднесам. А се она што е кажано е снимено и е на интернет страницата моја atanaskočov.com и тоа ќе стои како доказ дека тоа што е ветено, дека тоа ќе биде реализирано. Ако не, после првата година, оставка. Оваа оставката ме потсети на нешто друго. Јас пред 6 месеци реков дека ќе дадам оставка ако се смени законот за високо образование и ако се продолжат нашите мандати на 4 години. Секако, јас мислам дека сите ние ќе имаме исти одговор овде, ќе дадам оставка ако 50%, така рековте ми моза, ако 50% не биде реализирана мојата програма. Не сум сигурен баш на одговорот на ова прашање, ќе бидам искрен. Уким нивото, оно што е во сега, но уким е доста ниско. Мене на факултет ми викаат, ако направиш 15-20% од оно што е на ФЕИТ на уким ќе се дигне на овакво. Многу ќе се дигне. 50 оно што сум го напишал, не знам дали може во тој период до 2 години. Ако збориме за студиски програми, дали ние можеме да постигнеме тоа што го кажуваме. Тој е процес кој ќе трае 5 години. Ако збориме за научно-истражувачка работа, тој е процес ние не можеме за 2 години тоа постигнеме. А дека оние канцеларии
таму што ги ветувам, тие дека ќе ги воспоставам, да. Ама дали нивото ќе одигнеме, дали ќе направиме меѓународна акредитација, дали ќе направиме студиски програми на англиски, дали ќе нешто реализираме од капитални инвестиции, дека ќе направиме проекти, дека ќе направиме снимање, каталог на објектите. Тоа све што е до наша мост, она што го викам, кој што зависи од нас, ние тоа ќе го направиме. Меѓутоа во голем дел високо образование 2 години мислам дека е премногу мал период. Меѓутоа ако е тоа сега прашањето, ако мислите дека од ова што е предложено дека може да се реализира за 2 години само, ова е дадено пат за многу повеќе од 2 години. Јас сакам да ги поставам тие стандарди, тие стратегии, тие системи кои што науким, тие канцеларии кои што науким не функционираат. Така да ќе останам без конкретен одговор на ова прашање. Благодарам. Едински? Да завршим. Добро. Ја кажав дека она што е све во однос на канцелариите, во однос она што зависи од нас, сето ќе биде поставено. Прашањето е кој сега ќе ги измери тоа што е направено. Во она што кажувам, во однос на стратегија донесување, во однос на канцеларии воспоставување, на тела за курсеви, за предприемни, за канцеларија, тоа се ќе биде спомнато. Меѓутоа не можам да ветам дека ние сите ќе ги направиме студиските програми, ќе ги акредитираме меѓународно. Така да зависи тоа, збориме, имам таму 10 сегменти. И не можам да кажам дека сите 10 сегменти, во еден дел може ќе освориме 10%, во другиот ќе направиме 90%. Значи мислам дека ќе успееме да го направиме тоа што го вакво. Благодарам. Да го слушнаме Едински. Да, кратко и јасно. Јасно, да. Се разбира, затоа што полошо од ова не може да биде нуким. Програмата е направена, пошто прашањето мислам се однесува баш за програмата, така? Од она што јас сум го предвидел. Да, ќе биде реализирани повеќе од 50% и спремни сме да поднесам оставка доколку, како што кажавте, помалку од 50% не е реализирано. Па јас мислам дека нема потреба од оставка, бидејќи 3 години е мандатот, третата година започна избор за нов ректор. Така некако му доаѓа. Се шегувам. Не, секако не. Предлагаме програма која што навистина веруваме дека ќе реализираме. Знаете, во мојата програма јас навистина можев да препишем од Харвард некоја програма, но знаеме какви се состојбите, така што јас верувам дека сето тоа што е ставено е реално, а сепак морам да кажам дека ректорот е еден меѓу сите 1700 наставници, дека ректорот сам не може да направи чуда, туку тој може само да направи еден систем, еден крводок, кај што сите ние заедно тоа ќе реализираме. Инаку мене денеска ме праша што ќе направи ректорот за подигнување на стандардот, нели, за рангирањето на УКИМ. Јас не можам да пишувам за сите колеги, нормално дека тоа ние мораме сите заедно да работиме, а ректорот да биде таа крстосница која што ќе му возможи на колегите да го направат тоа. Благодарам. Ви благодарам. Одиме со втората тема во интерес на времето, обезбедување квалитет и меѓународен рейтинг на УКИМ. Прашање за сите кандидати за ректори. Кога во време за истражување се одвојуваат малку пари, тешко оди вработувањето на млад кадар, константно паѓа бројката на студенти и имаме одлив на младите. Какви мерки ќе преземете за да го подобрите рейтингот на УКИМ на меѓународните рангирања, но и да го направите попривлечен за најдобрите студенти да остануваат како кадри на УКИМ? Ќе почнеме од тука. Значи, она што го наведов во мојата програма, рейтингот ќе дојде сам по себе ако ние работиме на сите овие полиња кои што ги зборувавме денеска. Значи, за научно истражување треба да имаме современа научна инфраструктура,
денеска тоа повторно го кажа, дали имаме капацитети да создадеме Нобеловец, така од нашите редови. А знаеме сите дека дека секако некои факултети успеале да обезбедат посовремена отпрема, мора да инвестираме во издавачка дејност, мора да инвестираме во електронски библиотеки на публикации. Значи, она што ние на Филозофски факултет го направивме, што може би беше повеќе за универзитетот, значи да обезбедиме прени една инфраструктура, да обезбедиме меѓународни проекти кои што секогаш носат оригинални резултати и секогаш носат и се прифатени во врни публикации, за да можат нашите колеги, например, да работат нашата истражувачка работа. А второто прашање беше? Тоа е. Тоа е. Студентите како да ги привлечеме, меѓутоа ќе ве вратиме до го Добро. Вие. Значи, тоа што го кажав и во моето излагање. Вработување на млад академски кадар од асистенти истражувачи кои ќе го дигнат научниот опус на нашиот УКИМ. Само млади истражувачи, само млади асистенти полетни кои ќе можат да пишуваат, да творат и да го дигнат научниот потенцијал. Тоа е една работа, значи тоа не е 1-20 него ако зборуваме во буквална смисла на зборот, најмалку на УКИМ сега му треба 200 до 300 асистенти и тоа претежно на општествено економските науки. Втора работа, пишување, аплицирање на проекти со формирањето на проектното тело, каде што овие истражувачи, овие асистенти ќе творат исто така во науката, меѓутоа и ќе придонесуваат во тоа тело каде што ќе биде одговорно и за иновации. Значи пишување на проекти, аплицирање, добивање на проекти кој ќе одигне и самиот рейтинг на нашиот универзитет. Ташковски, повелете? И со тоа листите ќе бидат На мјут само не можам да го на мјут треба да се стигне, треба да се стисне, не можам да го видам копчето. Веќе зборев во однос на делот на подигање на рейтингот на УКИМ. Мора да се подигнат критериумите за изведеност во науката, да се подигнат критериумите за напредување во звања, во однос на докторски дисертации да се дигне нивото, мора да се барат начини за подигање на или за обезбедување на што поголем број на проекти. Јас кажав дека ние континуирано работиме, оно што е во нашата средина, тоа континуирано го правиме. Имаме во секој момент околу 20 на студенти кои што работат на нашите проекти или па моментално имаме 6 демонстратори кои што ги третираме исто како асистенти. Значи, ние вложуваме во младиот кадар и она што е моја целосна заложба од почетокот, тоа може да го видите и во моите интервјуа, таму што стави на мојата веб страница, од самиот почеток, од формирањето на Innovate, тоа е мојот сон, ние да направиме центар во кој што ќе имаме секогаш истражувачи. И ние тоа имаме и бизнес план кој што го правеше Европската инвестициона банка, во кој што за некои 2 милиона евра, од кој што ние се нафативме да обезбедиме 20%, за 3 години требаше да имаме околу 25 истражувачи. Нашиот следен сон е Center of Excellence. Во тој дел интензивно работиме, се обидуваме да аплицираме, поднесуваме апликации и ако имаме некоја таква средина, ние ќе успееме да ги задржиме младите. Нас тоа не треба. Младите не сакаат некои големи, они сакаат предизвици, мора да обезбедиме истражувачки центри во кои што би ги задржале тие млади. Благодарам. Јас уште останам. Значи, прво што ќе се направи, ќе биде совет за наука и меѓународна соработка. Сега во УКИМ ние имаме само доделување на некои мали проекти, така еден по единица, за сите исто, и ги наградуваме успешните професори. Во ред е да се ги наградуваат успешните научници, но исто така треба да се направи фонд за наука, каде што од интегративните средства ќе се вложат средства во поддршка на аплицирање на меѓународни проекти, каде што ќе се направи поддршка на млади истражувачи. Сите сме свесни дека најплоден период за секој истражувач се докторските и постдокторските студии. Во тој фонд за наука исто така ќе влезат и средствата од ревидираниот правилник за фаќање на 5%. Сега тие средства се делат поголемиот дел во менаџментската структура на УКИМ,
сега ќе бидат ослободени и целосно ќе бидат ставени во фондот на наука. Ќе се развива докторската школа. Дури имаме некое размислување дека можеби нашата докторска школа, за да има квалитет, мораме да направиме и стручни докторски студии, а на оваа докторска школа да го подигнеме квалитетот, кои да бидат услови за да еден студент таму може да докторира. Проектите веќе се моја основа на оваа програма. Целото моje искуство што го имам и на мојот тим и на сите колеги, значи колку што може повеќе да зафаќаме меѓународни средства. Европа и светот живе од програмите, од проектните програми. Тие се исклучително атрактивни за младите. Младите многу повеќе сакаат да работат меѓународна наука, интердисциплинарност и да бидат вклучени во тие проекти. Секако и да ги платиме од проектите. Благодарам. Она што го кажав и кратко јасно само ќе повторам. Првото нешто што ќе биде направено и тоа ако ја добиам довербата, заклучно до нова година, оваа година ќе биде подпишан стратешкиот договор за користење на Open Lab Access за лабораториите на 7 истражувачки центри од Европскиот истражувачки центар, кој што е Science Hub на Европа. И морам да напоменам дека тоа не се однесува само на техничките науки, тоа се лаборатории за кои што се и за техничките и за природните науки, меѓутоа и за општествено-хуманистичките науки. Центарот кој што е во Севиља се однесува точно на општествено-хуманистичките и на науки. Потоа, втората работа која што ќе биде направена заклучно до нова година, тоа е формирање на Центарот за имплементација на стратегијата за паметна специализација, за да се канализираат средствата кои што ни следуваат како држава, доколку истата таа стратегија се усвои, а мора да се усвои во јуни месец, бидејќи во овој момент тие средства на некој начин кој што малку се како донација, меѓутоа ги користи Министерството за економија. И тоа не е дозволиво. Ако погледнете во финансиските планови, Министерството за економија финансира проекти за технолошки развој и проекти кои што се за иновации. И она кое што ни следува како универзитет, тоа е канцеларијата за ЕРЕКА проектите, каде што навистина има финансиски средства кои што сега ги се замрени и одат преку ФИТАРа. Она што беше прашање во однос на студентите доколку им понудиме услови, тие ќе ги прифатат тие услови и мислам дека УКИМ нема да изгуби ништо од аспект на бројот на студентите, бидејќи квалитетот наш е веќе потврден и тоа треба да се промовира. Ние имаме многу студенти кои што завршиле на УКИМ, кои што продолжиле на втори или на трети циклус надвор од Македонија, на успешни универзитети и тоа треба исто така да се промовира и да им се каже на нашите следни генерации дека квалитетот е на високо ниво. Извинувам, само не спомнам за студентите да кажам. Пак ќе се вратиме на тој системски проблеми. Секако дека цел мора да ни биде да ги задржиме најдобрите студенти и колку можеме во овој тежок процес на миграција и падот на наталитетот, но внимавајте да кажеме студентите се дел од нашиот систем, тие учествуваат во сите тела на управување, но тие не се дел од нашиот финансиски систем. Значи ние не можеме да ангажираме студенти за проекти, ние не можеме, а тоа е најголемиот наш потенцијал. Од друга страна дури плаќаме 10% персонален данок, точно дека ги ангажираме на одредени проекти, но преку тие бајпасирања, нели ДОЕЛ или други надвор универзитетот што ги имаат факултетите. Значи во суштина ние се уште студентите не се интегрирани законски во нашиот систем, а се повикуваме нели како дека се дел од нашата управа. Благодарам. Јас само нешто ќе кажам. Еден од кандидатите во една емисија од вас кажа дека ректорот треба да биде ректор на УКИМ, а не на ректоратот. И тоа многу ми се допадна. И ректорот, ако е навистина ректор на УКИМ, може да направи многу работи. Фрапантен е податокот, денеска што го слушнав, тоест не денеска колегата Едински само го потврди и го кажа во некоја друга емисија, дека филозофски факултет има 100 наставници и 2 асистенти. Јас сега ќе ви кажам како ние го решивме проблемот. Значи 2019 година, кога Институтот за хемија беше буквално пред затварање практично. Не сведа од 50 на 18 наставници, со ни еден асистент, скоро сите се професори. Ние решивме дека нема веќе што да изгубиме. Излеговме прв пат во историјата на УКИМ на протест.
Излеговме на протест ние 18 сите и позади нас 100 наши студенти. И моментално не прогласија за ВМРО-вски институт. Од друга страна, од ВМРО секојаш не сметале за СДС-овски. И ние сме толку вака супер ние што едните ова, мислат едните друго. Ние излеговме на протест и почна вработувањата. Почна вработувањата, стотици вработени, има млади во 2020 и 2021 година на државните универзитети, ние меѓу последните добивме. Се изборивме. Скоро беше готово и да не добиеме. И добивме, и ПМФ доби многу места. Значи, има начин, и сакам до сите вас да ви го поставам ова прашање. Дали сте спремни, ако политички или други притисоци имате, да не ја реализирате вашата програма? Дали сте спремни на протести и штрајк, не само вие како ректори, него заедно со студентите? Да. Бидејќи студентите се најголемата сила во оваа држава. А сето ова што го правиме ние со овие дебати е за нив. Ако сакаме, можеме. Јас ако би бил ректор, би го седнал премиерот, го седнал и председателот, двајцата се професори, не би излегол. Јас како ректор на УКИМ, а и другите ректори на државните универзитети, не би излегол од соба додека не најдеме решение. Значи, ако се сака, се може. Ако едните може да најдат милиарда евра за Скопје 2014 и други работи, другиве сега наоѓаат 2 милиарди евра за патишта и така натака, значи јас не викам дали требало, не требало. Значи пари има. Тоа сакам да го кажам. Кои се приоритетите? Ако оваа држава смета дека не е приоритет високото образование и наука, нека отворено и каже. Благодарам. Мимоза Ристова. Дали УКИМ во вашиот мандат ќе алоцира сериозен, отворен буџет и ќе објави конкурс за финансирање на проекти по мериторни критериуми наместо урамниловката која досега се случуваше, по еден проект за секоја единица и тоа со протекции добиени, обично декани по свое видување го фаворизира кандидатот што треба да се јави за да го добие проектот. И дали ќе бидат вклучени и рецензенти како надворешни евалуатори, дали ќе има. Затоа што не би било добро веќе како што беше порано. Благодарам, Мимоза. Ама не работи се пак најверојатно. Добро е работи. Многу ми е драго што вакво прашање постави, бидејќи на истото ова вчера зборував пред колегите од кампусот на природно-математичките, односно на природните науки, и кажав јасно, бидејќи беше споменато дека по 3 проекти оди на единица. Не, него средствата ќе бидат доделени на проекти кои што навистина заслужуваат да бидат наградени, и тоа со надворешни евалуатори за важноста на таквите проекти. Тоа е првата работа. И втората работа дека истите тие проекти во текот на реализацијата ќе бидат евалуирани од надворешни лица. Мислам дека тоа е најтранспарентниот начин за да ја подпомогнеме науката и истражувањето на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Колку се средствата, толку се, меѓутоа да бидат објавени. И тоа да се стимулира она што значи мултидисциплинарен пристап. Да има Translational центар за истражување, како што природните науки со техничките науки ќе бидат воведени во различни истражувања. Чудна е таа урамниловката. Не знам дали почнува од факултетите кон ректоратот или од ректоратот кон факултетите. Автократијата е чудна работа и во многу процеси на УКИМ и во многу активности на УКИМ ја имаме урамниловката. А развој со урамниловка нема. Тоа е дефинитивно. Се додека не кажеме кој е најдобар и кој треба и заслужува да добие буџет за истражување, тогаш нема никогаш да одиме напред. Јас би се надоврзала на тоа што го кажа Кочов, значи не само технички и природни науки.
Каде ни се уметностите? Зарем не треба ние да правиме интердисциплинарна, мултидисциплинарна соработка, па дури трансдисциплинарна, да ствараме проекти со уметничките факултети, со хуманистичките области од УКИМ. Може би сите тие средства треба да се користат токму во тој концепт, за да се заекне соработката помеѓу факултетите, помеѓу професорите од сосема различни области и дисциплини. Ви благодарам. Само во оној дел не би се сложил, за некои од факултетите не можеме да ги генерализираме, на некои од факултетите, таков и нашиот факултет, си има дефинирани критериуми, стандарди како тоа се прави. Добива најдобриот проект и денеска, вчера беше денеска, ние го освоихме извештајот, колешката Весна Андова постигна значителни резултати во незиниот проект. Имаме 2 или 3 трудови со ИПАК фактор. Дополнително на тоа, за останатите, ние имаме одлука и уште 2 да помогнеме. Така да правиме ранг листа, тој што ќе иде со истите средства, тој што ќе добие од УКИМ, останатите добиваат од вакво. Значи, дополнително финансираме уште 2, со цел да им помогнеме на младите. Така да, може би негде постои тоа, меѓутоа, обично некако секојаш нападите према одредени факултети, одредени декани и со тоа за фејт не можам да се сложам. Во мојата програма има дефинирано и кажаме таму дека ќе се поддржуваат интердисциплинарни проекти. Има конкурси за интердисциплинарни проекти со цел ние да се вмрежиме, бидејќи тоа го бара новото време. Она што е сега дефинирано во паметна специализација областите, дополнително на тоа и она што е сега актуелно социјални иновации, ние мораме да се вмрежиме меѓу себе и да се запознаеме. Имаме капацитет, и тоа мора да работиме заедно во делот на истражувачки. И затоа ќе се направат конкурси, како што рековте, со надворешни евалуатори кои што ќе ги доделат средствата од оној фонд, што ќе бидат средства од фондот за наука и развој кој што е планиран во програмата, гледаме ке другите кандидати тоа го има. Благодарам. Едински? Исто, отворен конкурс при УКИМ, каде што ќе конкурираат сите факултети, не како досега, меѓутоа поделено по научни области. Се разбира дека ќе има и евалуатори, меѓутоа мислам дека доволно сме и ние компетентни, не има еден куп професори на УКИМ кои може да придонесат во смисла на евалуација на самите проекти. Да се избегне овој систем на како што реков уравниловка, така, меѓутоа да добијат најдобрите, УКИМ има доволно средства да ги кажеш најдобрите проекти ќе дојдат до видење. Благодарам. Да, јас согласам со колешката. Сепак мислам дека и средствата не се нешто посебно да може да се направи некое врно истражување. Јас како декан го решив дека ги финансираме сите проекти. Едниот се праќа до УКИМ, а сите други на деканатска управа факултетот ги финансира за да не создаваме конфликт меѓу колегите доаѓаат во судир, тоа го знаат моите колеги. А дека треба тоа се ревидира, треба. Мислам дека подобро е да се насочат, помогнат сите колеги од сите области кон фонди и други фондации каде што може да добијат сериозни научни проекти, отколку например ова што го гледавме до сега и она што го имавме и јас лично бев против. Морам да му одговорам на колегата Стефов од каде девизата ректор на универзитетот, ректор на ректоратот. Сеќавате кога беа оние студентски протести, сите беа на филозофскиот факултет. И сега да не се лутат, мојот декан беше заменат во Грција, ректорот во Кина и мене ме оставија сам. И ме се вика, оди во МОН. Те бараа таму. И викам, ја што како продекан за финанси, не може да го представам за лук. Тоаш ба за жал и професорите од правен економски доаѓаа кај нас, не сакајќи да бидат на својот факултет. Други, ако се сеќават. И беше чудно кога таму бе собран едни млади деца така накострешени на кавга, почнаа дури да се дерат и дури еден од нив ми кажа, слушај, вика, ние затворивме еден па не филозофски. И тоа се нервирам, се извинувам, викам, јас тука не сум одговорен, јас си одам, ова е навреда, а вие најдете си ги ректорите, деканите, од таму потекнува идејата. Благодарам. Ја
Ја отвораме третата тема – синдикализам и плати. Прашање за сите кандидати. Каков ќе биде односот на идниот ректор кон синдикатите во високото образование и синдикалниот активизам? Ќе почнеме од Ташковски. Ја колку што разбирам, во тој дел синдикалното организирање независно од менаџментот на универзитетот, тој ќе биде слободно поддржано, бидејќи синдикатот работи за вработените науки. Значи се што треба, ако треба да се поддржи, ќе биде поддржано, затоа што оно што го бара синдикатот е во однос на правата на вработените. Меѓутоа, тоа ќе биде независно синдикално работење. Благодарам. Јас? Секако ќе дадам поддршка на синдикалното организирање и работење. Синдикатите, нашите синдикати, овој и СОНГ постигна одличен договор, барем за почеток. Се надевам дека ќе продолжат да се борат и понатаму. Платите се голем сегмент, но има и други права на сите вработени на УКИМ кои исто така треба да бидат реализирани. Да не останеме само на платите, кои се секако најважни, да видиме какви се условите на УКИМ и што се треба да се подобри. Јас очекувам дека синдикатите ќе бидат коректор на нашето работење, таму каде што треба да се действува, каде што треба да се подобри. Би сакал, доколку бидам ректор, би сакал да видам независни синдикати. Не би сакал да видам синдикат на УКИМ, кој што мене како ректор ќе ми даде плакета, дека добро сум работел и дека имам добра соработка. И не сакам да видам синдикат кој што на председателот на собрание ќе му даде исто така плакета. Сакам да видам синдикат кој што е навистина независен, кој што се грижи за ранливите категории на Универзитетот Свети Кирил и Методи, синдикат кој што нема да се грижи само за вработените на УКИМ, туку ќе се грижи за студентите на УКИМ. Ние имаме многу студенти кои што се од ранливи категории, на кои што им треба помош, ние имаме студенти кои што се со попреченост и ние мораме да тежнееме кон инклузија. А тоа единствено нешто може да го направи синдикатот во соработка со сите нас како поединци на УКИМ. И тоа е, мислам, она што е основното кон кое што треба синдикатите независно да се борат и да ги бараат тие права. Ректорот ќе ги почитува одлуките на синдикатите. Имаме два синдиката, така. Го прашав пред некој ден професор. Три? И СОНГ, да. Го прашав професор пред некој ден дали е можно обединување на тие синдикати да бидеме уште посилни, уште потранспарентни, помоќни. Ми кажа дека не е баш толку демократски тоа, изгледа тоталистички. Меѓутоа како иде ректорот не е колешката што не е тука кажа на ТВ24 дека ректорот треба да биде партнер со синдикатите, што апсолутно не се согласувам, или пак ректорот да нешто спомени професорот Кошев да го отвара синдикалното движење, да има прослава ректорот да ги поздравува присутните од името на синдикатот, замислете. Меѓутоа ректорот е должен да ги почитува одлуките на синдикатот и синдикалното движење. Благодарам. Мислам дека и главното губење на нашата автономија, сеќавам како асистент, е со губење на синдикалното организирање на универзитетот. Јас сеќавам филозофски од некаде 98 или 2000 под некој изговор дека тоа е за ништо, не ги укинаа синдикатите. Тогаш ние бевме млади, не разбравме дека всушност со тоа ние земена шансата да се бориме своите работнички права. А така што како ректор секако ќе ги поддржувам синдикалните организирања, бидејќи ние немаме друг начин, да кажеме, во преговорите со власта да дојдеме до подобрување на ЕТБ на финансирањето, нашите финанси, плати и така натака. Ама сметам дека најголем проблем е тој прекин на синдикалното организирање кој што ни го не доведе, да не кажам, до оваа состојба која сме денес. Благодарам. Само една забелешка. Значи, точно дека еден од кандидатите каже дека партнер на УКИМ е синдикатот на УКИМ, не рече синдикатите. Синдикатот на УКИМ, се извинувам. Тоа е навредливо. Тоа е едниот од кандидатите кој го нема тука.
Значи, не може партнер на УКИМ да биде еден синдикат, а постојат најмалку 3, а едниот е Сонке Гранковен. И тој не е партнер на УКИМ, ние го подпишавме колективниот, Сон го подпиша, ние го бркавме колективниот, ама тој не е партнер на УКИМ. Многу интересно. Така е. Така е. Ви благодарам за вашите обраќања. Нема да го извлечеме прашањата од публиката за делот разно и синдикализам и плати, затоа што веќе е 21 часот и 8 минути. Имам еден предлог. Дали сите кандидати на УКИМ може да ги добијат на мейл прашањата и да ги одговорат? Сите кандидати. А потоа НАКС... Десетина прашања, веројатно, се тие што стана. Добро. Во тој случај, уште едно прашање разно и ја затвораме оваа трибина. Замолувам Маја да извлече. Веројатно, делот разно е тој со најмногу прашања. Тие прашања ќе ги добијат. НАКС ги има мейловите и ќе им ги испрати прашањата на сите кандидати. О, браво. Супер, последно. Дали и како планирате да ја подобрите или продолжите соработката? Завршуваме со убаво прашање. Ќе почнеме од Кочов, ќе продолжиме натака. Навистина е милина да добиете прашања од студенти, и тоа е голем предизвик да одговорите на такво прашање, така да благодарам на колешката што го постави тоа прашање и токму тоа Маја го избра. Прво, она што секогаш го велам, студентот е нашиот партнер. Да не се повторувам, тоа секогаш го кажувам. Студентот е богатството на УКИМ. Студентот треба да се негува. Студентот треба да ги добие сите услови кои што можеме да ги пружиме како универзитет. Секаде во светот се негуваат студентските спортски лиги, се негуваат студентските културни качења, се негува традицијата преку работата на студентите. Тие средства што студентите ги уплаќаат, истите треба да ги располагаат, а не некој во ректоратот да ги собира и да ги распределува како ќе сака. Тоа мора да биде во партнерство помеѓу универзитетот заедно со студентскиот сојуз. Тоа е моje дефинитивно и ќе ги направам сите напори, собрание, ќе ги направам сите напори да се ослободат тие средства од ТИКСА кои што се заробени и се распределуваат согласно желбите на тие кои што се во ректорат. Овие 2,5 години како проректор за настава имав шанси многу да соработувам со нашите студенти. Дури и сега овде доаѓам од 11 студентите, каде ги замолив да бидат партнер, мој партнер, за да ги спроведеме, спроведеме дигиталната трансформација на УКИ. Цел ќе ми биде поддршка не само на универзитетското студентско собрание и факултетските студентски собранија, туку и на сите
невладени организации, кои се студентски организации и кои се во меѓународните мрежи на студентски организации. Исклучително добри студенти имаме и мислам дека од нив треба да учиме. Што се однесува до правобранителот и замениците правобранители, тука треба многу да се работи. Тука треба навистина прво тие колеги да бидат обучени со наша поддршка и плюс тоа сите студенти да бидат информирани што се можат да поднесат како представка до правобранителите. Благодарам. Студентите се партнери на универзитетот. Они се од користите, меѓутоа се партнери во сите дејности, па дури во управувањето. Сега не сум сигурен дека они максимално ги користат тие права што ги имаат во управувањето. Се согласувам дека они се пак во техничкиот дел, во техничкиот кампус се доста активни, организираат доста настани. Се коректив на управувањето, барем на нашиот факултет, она повратна врска, каде што имаат некој систем АСКА, каде што не информираат за однесувањето на професорите, сите оние аномалии што ги имаме, ги објавуваат тие јавно, ако се добри или некои помали грешки за да се поправат, меѓутоа ги имаме и оние други информации каде што ние како деканат реагираме. Меѓутоа, она што е главното, мислам дека ги има малце во управувањето. И дури кога идат и во правата и во ННС, тие доста не се вклучени. Ние ќе мора да направиме напор, да ги обучиме, и тој предложено кај мене, да направиме обука континуирана, за да тие влезат и во управувањето. Во другите студентски организации, кои што ги има многу науки, деловите си ги работат, тие предонесуваат за голем број на активности и за наставата и за промоција на науки, меѓутоа нивното учество во управувањето е занемарливо. Така да ќе се направи напор да тие добиваат обуки, да влезат во управувањето на науки. Благодарам. Професор. Ќе го подобриме студентскиот стандард и студентскиот живот во секој поглед, почнувајќи од едукација, продолжувајќи со обуки, па се до културно-забавниот живот. Ректорот ќе биде постојано ден и ноќе достапен за студентите, посебно за студентот правобранител и председателот на студентско собрание. Ние мора да им помогнеме, да ги научиме како да ги користат своите права, не само своите обврски. Благодарам. Благодарам. Јас сметам дека, за жал доаѓам од уметнички науки, хуманистички науки, но како декан ставам технократ и администратор. Главен проблем е и законот за високо образование. После пандемијата имаме едногодишен мандат на студентите и ние се претворивме во постојани избирачки организациони одбори за студентските организации. Нема никаков интерес, паѓа интересот, и многу е тешко, например, да ги конституираме тие тела, за да некако студентите ги вклучиме во нивното организирање. Уште еден најголем проблем кој што ние работиме на факултетот е да ги охрабриме студенти и студентскиот правобранител да бидат наша корекција. Но еве, по многу обиди, знае студентката, не успеавме да постигнеме некако да ги инволвираме студентите критички за да ни помагаат во тој дел, и затоа како декан покренав една голема кампања за општествена одговорност, морам да кажам на сила, да почнат студентите да се ангажираат за оние работни акции што ги имавме како млади, да го слава денот на пролета, да земат некои, да кажеме, еколошки акции, потоа да организираат разни поетски надпревари или па дебати и така натака. Но сето тоа оди многу тешко, бидејќи имаме генерација која што 3 години беше во изолација, беше во пандемијата, ама мислам дека и самото функционирање на година плюс година уште повеќе ни го отежнува самото организирање, а мора да се бориме да тие добиат критичка мисла, бидејќи единствен наш коректив на нашето работење се тие. Само една молба имам до студентите. Тоа е нешто што навистина од секогаш го практикувам и ги помагам децата со попреченост. Би ги замолил студентите да обрнат внимание на своите колеги кои што се од средните училишта со
за деца со попреченост да бидат инволвирани во системот, во високото образование, затоа што законот дозволува и стручни студии. Ние имавме на Машинскиот факултет во 2009 година, иако имавме просветни инспектори кои што ни забранува и така натаму, 2 глувонеми деца кои што денеска се директори во ЛТХ Струга. Тоа значи дека ве замолувам како студентска организација, потрудете се, направете ги тие контакти, а ние како професори ќе ви помогнеме во целиот тој процес на нивна инклузија. Само, бидејќи јас сум Многу кратко, да. Бидејќи јас сум дефектолог. Работам со ќе обучам студентите како да работат со ученици по преченост. Замислете да имате ректор дефектолог, па има ли работа за да им се помогне на студентите со попреченост. Толку. Знам што да правам. Добар маркетинг. Ви благодарам на сите што јуначки издржавте до крајот на оваа трибина, посебно на кандидатите за ректори кои што знам дека имаат напорен ден и многу интервјуа и обраќања. Оние прашања кои што останаа неодговорени ќе бидат испратени до вас, за да видите кој да биде избран од вас за еден ректор, со какви предизвици ќе се соочи и кои прашања треба да ги одговори и да ги реши во својот 3-годишен мандат. Ви благодарам уште еднаш за вашето учество и на овие вам кои што дојдовте во публика и поставувате прашања. Само уште момент, благодарност од страна на НАКС, на кандидатите за ректори кои присуствуваа на оваа трибина, дебатира, мислам дека во една демократска атмосфера, се надевам дека сте и вие задоволни сите што бевте на оваа дебата и ви посакувам успех на секој од вас. Благодарам. Благодарам и на публиката